Попушта ли владата пак пред заканите од Реисот Сулејман Реџепи? По најавата од министерот Венко Филипче дека полицискиот час ќе почне во сабота во 19 часот и ќе трае до вторник до 5 часот наутро, зашто анализите покажале дека најмногу луѓе се заразиле на семејни собири, ИВЗ се закани дека нема да гласаат за власта на избори ако овие не олабават. Денеска ИВЗ си утврди и протокол за верниците во џамиите за Бајрам. Ние како верска институција постоиме за да им служиме на верниците и нема да носиме товар на грб за откажување на намазот на фитер Бајрам во џамија. Воведувањето на полицискиот час ќе ги иритира верниците од исламската заедница бидејќи цел месец поред во ниту еден викенд не беше воведен полициски час, а ова ќе значи дека намерно нема да се дозволи намазот на фитер Бајрам кој се одржува еднаш годишно. И наспроти Реисот Реџепи, лидерот на ДПА Мендух Тачи пак со поинакво размислување. Според него, најдобро било да се следат примерите на развиените земји како Турција, која воведе 4-дневен карантин. Иако ние сме дел од високо развиените држави, мора да следиме како се однесуваат развиените западни земји. Од друга страна, како муслимани, ние мора да ги следиме и развиените земји кои имаат муслиманско мнозинство. Во овој случај да ја земам Турција како пример. Особено ја следев позицијата на турската влада и нивните препораки за намалување на движењето за време на празникот. Мора да бидеме крајно внимателни. Пандемијата не помина. Исламската верска заедница им порача на верниците повеќе да ги користат дворовите на џамиите, секој верник да си носи килимче на кое ќе се клања и да се дезинфицира влезот. Инаку предходно Реисот и се закануваше на владата барајќи пари како помош за корона кризата, пошто владата на Факултетот за исламски науки и богословскиот им одобри средства.